Почитувани, владата на СДС планира да ја задолжи државата наредната година за близу 1 милиарда евра. 1 милиарда евра ќе бидат задолжени македонските граѓани и идните генерации. 1 милиарда евра поради задолжување и една просечна плата помалку за семејствата поради воведувањето на акцизата за нафта. СДСМ во изминатиот период на владење покажа како не треба да се раководи со буџетската каса. СДС со потрошените 610 милиони евра за само 6 месеци, со ниту една реализација на проект кој е во корист на граѓаните, го докажа своето расипништво. Владата на СДС секојдневно ги задолжува граѓаните и ја уништува иднината на идните генерации. СДС донесе единствено живот за кредиторите на Македонија. Државата новата година ќе започне со рекордниот буџет предвиден од СДС. Тоа значи дека Македонија во новата година ја чекаат нови рекордни задолжувања. Поточно СДС во 2018 година планира да ја задолжи Република Македонија за нови 854 милиони евра, 566 милиони евра на странскиот пазар и 288 милиони евра на домашниот пазар. Но доколку се земе во предвид фактот што СДС за неполни 6 месеци успеа да ја задолжи државата за 440 милиони евра, очекувано е со своето несовесно раководење со парите на граѓаните, оваа сума од 854 милиони евра да се зголемува и да го надмине планираното ниво. Скандалозно е што македонската економија е на работ на колапсот, а владата на СДС и покрај тоа што го планира најголемиот буџет кој Македонија го имала досега, ги заборави реалните потреби на граѓаните. СДС наместо да ја подпомогне македонската економија, ги намали субвенциите предвидени за земјоделците за цели 24 милиони евра. Пензиите нема да растат, а платите се зголемуваат селективно. Земјоделците секојдневно се борат за опстанок и за шанса со макотрпна работа да ги прехранат своите семејства, а владата ги крати субвенциите за земјоделците. Оризарите, лозарите и раноградинарите молат за поголема откупна цена и помош од државата, а СДС ја крати помошта која заслужено ја добиваа. Додека се крати на реалните потреби на граѓаните, СДС ја задолжува Македонија без план и реални проекти, а вработените од ФЕНИ, Колска и Еврокомпозит секојдневно легнуваат и стануваат со помислата дали утре ќе имаат со што да го прехранат своето семејство. СДС токму овие граѓани кои ги заборави, ги задолжува со 854 милиони евра, овие граѓани на кои Тевдовски, Заев и Ангјушев им го свртеа грбот, граѓани кои ќе треба од својот джеб да ги враќаат кредитите на црната тројка за задолжувањето. Ви благодарам.